Добро вечер! Добро вечер, драги пријатели и членови на ВМРО ДПМНЕ. Добро вечер, почитувани гости. Денеска сме собрани тука да го одбележиме и прославиме 27-миот роден ден на нашата партија ВМРО ДПМНЕ во 124-та година од основањето на организацијата во 1893 година. Тоа се години на пишување историја, години на лични жртви и големи ризици, години на непокор, на борба за ослободување, градење на нација, создавање на држава, одржување, развој и зајакнување на државата. Години на успеси, подеми и падови, години на премрежија и крупни предизвици, години на слабости и грешки, но и години на храброст, мудрост, успеси и напредок. Години на борба за каузата, години на отпор на браникот на одбраната на државата и на нацијата. Години посветени на Македонија, на реализирани и нереализирани соништа, но и години на многу решени проблеми и донесени исправни стратешки одлуки. Години во кои и во најтешките денови нашата идеологија беше арматура која цврсто не држеше и не дозволи нападите и ударите од надвор да завршат фатално за нас како партија и за Македонија. Но и период во кој од последните 11 години имаме 10 изборни победи поред. 10 пати најголемото мнозинство од народот во оваа земја оцени дека нашиот пат, нашите цели и нашите одлуки, програма, реализација, тим и идеологија се најисправни, најправични и најдобри за Македонија и народот во неа. Непобедени, непокорени, единствени. Единствени кога требаше да се изјасниме за своја држава. Единствени кога требаше да се застане во одбрана на државата. Единствени во истрајноста и во упорноста кон успехот. Единствени во реформите и во отварањето нови работни места. Единствени во поставувањето на државниот пред личниот и партиски интерес. Единствени во непоколебливоста и истрајноста во борбата за стратешките интереси на државата и на нацијата. Единствени кои независно, автономно, суверено ги носиме нашите одлуки за клучните прашања за Македонија. Единствени кои се спротивставија кога сите се плашеа. Единствени во многу одлуки кои не прават посилни и повредни и заради кои народот на слободни избори не бираше, не гласаше, ни се утеши и укоруваше кога грешевме. Некогаш и не толерираше, имајќи во предвид дека кој работи и греши, но како што ние даваме се од нас да помогнеме за нашиот народ и граѓани, истиот застана зад нас и кога ни беше најтешко, кога бевме организирано нападнати и од сите страни со нетипични оружја во политиката, ако воопшто тоа може да се нарече политика. Да, и тогаш, на последните избори, пак мнозинството на народ застана зад нас со цел да ја одбрани Македонија, одбирајќи партија која покажа дека најдобро знае да ја унапредува земјата и да ги решава проблемите. Во оваа прилика, сакам јавно да се заблагодарам на сите вас кои сте составен дел од оваа приказна и оваа борба на оваа генерација. Да се заблагодарам на сите членови и активисти на партијата, па и на оние кои биле, па сега не се со нас. Да се заблагодарам и на основачите на ВМРО ДПМНЕ. На идеолозите на партијата, на теренашите кои ја создаваа и градеа, на првите иницијатори, на првиот председател на ВМРО ДПМНЕ, на првото раководство на партијата ВМРО ДПМНЕ, на ветераните на партијата,
на првите раководства низ сите градови и села низ Македонија, за нивната храброст, за нивната визија и за нивниот патриотизам. И истовремено да подсетам на големото визионерство, храброст и саможртва на основачите на Македонската револуционерна организација, подоцна преименувана во ВМРО, и на сите нејзини борци, комити, војводи и следбеници. Нивната идеја за независна држава продолжи и кога навидум ВМРО по 41 година бурна активност беше разбиено. Некои од нив вклучувајќи се во партизанските одреди, други пак потоа како нескршливи борци за слобода и независност на Македонија за време на комунистичкиот режим. Но сите тие имаа иста цел – слободна и независна Македонија. Ние, кои го наследивме и продолживме нивното дело, ја имаме одговорноста за нашето време, кон нашите предци, кон нашиот народ и кон идните поколенија во Македонија. И не смееме да потфрлиме во таа задача независно на околностите. Почитувани членови на ВМРО-ДПМН, некои луѓе, кога доаѓаат на власт, се однесуваат како да ништо не постоело пред нив, како да ништо добро не се случило пред нив, како да светот и државата од нив почнуваат и како да вечно ќе владеат и ќе прават се што сакаат. Дека можат секому да му наштетат и за тоа еден ден да не сносат одговорност. И веднаш добиваат нагон да владеат не само со она што им налага функцијата, колку и да не ја добиле заслужено и по нормален пат од изразената народна волја, туку да владеат со се, вклучувајќи ги и владењето со медиумите и суството, но и со слободумниот свет. При тоа веруваат дека сите тие чекори, злоупотреби, хајки, лаги, интриги, подметнувања, замајувања, целиот тој налет и наплив на незрелост ќе им помине лесно кај народот, кај опозицијата и кај сите останати. Дека ќе успеат да го продадат како волја на народот, одлука која произлегува од некаква јавна и се разбира наместена дебата и така натаму. Уште пак како моментално имаат некоја меѓународна подршка заради одредени ветувања кои ги дале кон надвор. И ако се доволно незрели да веруваат дека сето тоа вечно ќе трае, тогаш имате краток опис на новата вештачки насадена влада во Македонија, која иако излезе поразена од изборите, прифаќајќи да одработи тоа што ние не го прифаќавме. Ете ви опис за овие нашиве нови донесени властодржци. Сето ова е карактеристика на незрели индивидуи, неискусни политичари и луѓе без визија, кои ги води омразата кон нас, а верувам ќе се согласите особено кон мене како водич на партијата во 10 последователни победи цели 11 години. Драги пријатели, откако ги донесоа на власт, сега наумиле нов план. Пред да го одработат ветеното за кое знаа дека народот жестоко ќе реагира, планот е да го ослабнат ВМРО-ДПМН, особено во пресред на локалните избори. И второ, партиски да завладеат со суството и со медиумите. Сето ова за кога ќе дојде време за реализација на она што го презеле како обврска. ВМРО-ДПМН да е слаба и поделена, суството да ги гони незините челници, а медиумите да играат како што СДСМ ќе им свири. Тргнаа на ѓон. И на ѓон еден ден, не така далеку од сега, ќе завршат. Да, сега ќе ги галат, ќе им исполнуваат желби, ќе ги величаат, ќе ги представуваат тоа што не се. Нас исто така ќе не представуваат тоа што не сме, ама во негативна смисла за разлика од нив. Јавно говорат дека сакаат медиумите да ги критикуваат, а погледнете што направија со најгледаните медиуми, оние за кои говореа дека им се најголеми непријатели, со суптилни закани, со СЈО,
со втерување страв, со секојдневни казни на Советот за радиодифузија. На најгледаните 4-5 телевизии нема речиси ниту еден критички прилог за новата власт откако е избрана, а од 10 активности дневно на ВМРО ДПМН едва и поминува еден или два, и тоа кратко и исплашено. 80% од превозите се афирмација на новата власт, која само што него донела животот во Македонија. И најважно, тоа никому сега не му пречи. Сега нема проблем со избалансирано известување. Се е идеално. И веројатно на сите оние листи за слобода на медиумите, Македонија наскоро ќе има раст со метеорска брзина. Не било за фер известување, туку за известување како што сакаат тие. Или видите ги СЈО, со сила, без никакви докази ке штанцаат обвиненија против над 120 луѓе од партијата. Повторувам, без никакви докази. Но се надеваа дека ќе ги притиснат судиите, за да судат некого без доказ, дека прекршил закон. Одат на тоа да ако не принудат секој втор ден некој од нас да е во суд, и тоа медиумите надолго и широко да го пренесуваат, да создадат негативна слика за нас. А ако притиснат и некој судија да осуди некој без докази, уште подобро. И додека се ова се готви, немаме ниту реформи, ни просечна плата од 30.000 денари, ни повисоки субвенции, ни 100.000 денари плати за лекарите, ни 500 километри автопатишта, ни нови работни места, ни покана за НАТО, ни преговори со Европската Унија, ни повисоки пензии, ниту нешто да им понудат на младите. Во нивните настапи има многу неискреност, многу лицемерие, додворување без искреност и прикажување на лажна слика. Тоа народот ќе го препознае. Ги нема ни како што тие кажа 600.000 иселени од Македонија да се враќаат. Се пењават без срам и сечат ленти на фабрики кои ние ги донесовме и во наше време се заврши. За нови ќе почекаме. Самка, Рамис Берко и Шапович ќе ги донеле. Ние, освен што донесовме преку 100 компании, кои веќе инвестираа низ Македонија, други 30 компании ги донесовме во финиш на подпишување на договор. Но со Рамис Мерко, со Самка и со Шапович, не знам дали некој од нив нема да ја смени одлуката. Но, драги мои, ние не седиме со скрстени раце. ВМРО ДПМН е во фаза на внатрешно реструктурирање и предкадрско освежување. Партијата ги прави последните подготовки за новиот начин на действување во ново создадената ситуација. Во тек се консултации и внатрешпартијски диалог за промени и корекција на се она што е наша слабост и грешки. Креање и на нови политики во различни области, каде недостасуваа или беа застарени или запоставени. Во тек е внатрешна обнова и подготовка за нов почеток, ново утро, кон повторно враќање на власт на најмокната, најголемата и најуспешната политичка сила во Македонија, ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Драги пријатели, ако во 2003 година наследив Заринкан Брод и заедно со вас успеавме за 2 до 3 години да го направиме машина за реформи, машина за напредок и победи, која на европско и светско ниво беше запазена како топ реформатор во многу области. Денес се е различно. Ако тогаш тргнавме поразени со подршка од само 8%, а СДСМ дури 31% подршка. Денес е тоа многу поинаку и подобро за нас, кога станува збор за довербата. Јавовите напори, криминалците од СДСМ нас сосива да не прикажуваат криминалци, јавовите напори со нереализирани
амбициозни, а без капацитет луѓе, да не, јас би рекол, деформираат, нема да им успеат. Јас разбирам политичка борба, но ова што го прават е многу повеќе од тоа. И ќе им се удри одвала. Работевме честно и одговорно, со љубов и безпоштедно. Грешки и пропусти имаш, но во споредба со успесите, со реформите и сите постигнувања тие беа мали, а тие во периодот кој следи ќе ги исправиме. Доправа народот ќе види разлика помеѓу СДС и ВМРО ДПМН. Ама не на зборови и на празни ветувања, не на маргинални и мали работи, туку на дела, на вистински и крупни чекори, како што се правеа во секоја област. И грижа за сопствениот народ и држава. А и СДСМ, која решила онака недемократски да се пресметува со ВМРО ДПМН, доправа ќе ја види ВМРО ДПМН и доправа ќе се соочи со народот, кој денес веќе доволно се разбира и се му е јасно. И албанците во Македонија, со тек на време, ќе сватат дека со СДСМ се е ветер и магла. Меѓународниот фактор нема да се разочара, бидејќи знае со кого има работа, но моментно им требаат. Ние меѓу другото, мора да работиме на исправање на искривената слика, која за нас ја креираа СДСМовските медиуми и структури пред албанците во Македонија, создавајќи стереотип според кој коалиција на албански партнер со нас ќе биде товар за нив. Сето тоа беше намерно и тендициозно создавано, за да се создаде околност каде коалицирањето со СДС би било попосакувано за албанците во Македонија. Искрено, обичниот албанец нема да има никаков фајер од тоа што СДСМ е на власт, а за тоа ќе се уверат за многу кратко време. На албанците, исто како и на македонците, и на останатите, им треба подобар живот, повеќе пари, повеќе работни места, повисок стандард и услови за подобар живот. Изнасилената квази-патриотска реторика на дел од албанските партии, под превезот на извесен закон за јазици, сушно само решаваат лични кариерни и други прашања на поединци. Нема ништо да им помогне на албанците. Албанците може да сметаат на ВМРО ДПМН во иднина, и ако сакаат да градиме заедничка држава, во која сите, и турците, и србите, и ромите, и власите, бошњаците и останатите, секогаш ќе имаат подадена рака од нас. Сакам да искористам оваа прилика и да упатам порака до раководството на СДСМ, дека за важни прашања ние ќе стоиме на располагање и може да сметаат на нас дури и во вакви услови кои ги создаваат. Тоа е наша обврска кон државата. И тука не е груевски во прашање, затоа што гледам дека некого го заслепува омразата кон мене и не може да ја види големата слика. Посакуваме брз прием во НАТО и доколку за тоа има чисто и недвосмислено прашање, секако ќе го поддржиме. Истото и за членството во Европската Унија, и за реформите кои се од корист за сите, и за кои нема скриени агенди за партизација на институциите. Но морам да кажам дека ВМРО ДПМН ќе направи максимум да спречи закони и постапки кои се надвор од државните интереси на Македонија, или се партизација на институциите, или било какви лоши решенија и злоупотреби. Нема да дозволиме нечија чудна еуфорија и одработување на долг заради подршка или нестручност или алчност да ги прекраши националните интереси и да се донесат лоши решенија за државата и народот. И тука треба да им е јасно на сите. И во тоа нема да им помогне ни СЈО, ни ништо.
Сакам да потенцирам дека одлуките кои ги носевме на моменти делуваа несоодветно за многумина, особено на оние кои ги немаа сите информации и сите анализи. И се чини кај некои луѓе останавме несватени заради некои потези. За време на кампањата за изборите во декември, народот дури и се чини како да не поверува во сериозноста на она што го говоревме и причините зошто баравме 63 пратеника. А и потоа, некои од кога за доцентот сватија зошто беа важни 63 пратеника кои ги баравме. Некое време не можеа да разберат нешто што е едноставно, а тоа е дека 51 пратеник не се 63. И со нив не може да се формира влада. Но факт е дека ВМРО победи на овие избори, а СДСМ како поразена партија на штета на државните интереси и со суштинска и теренска помош на одредени структури го донесоа СДСМ на власт. И нормално тој што ги донесе ќе си дојде по своето наскоро. Јас стојам зад нашите одлуки и сум подготвен да носам одговорност за нив во секоја смисла. ВМРО ДПМН мора да оди напред и државата мора да оди напред. Јас верувам дека мора да помине времето во кое сме заложници на насилничкото сценарио, кое сите сака да не вовлече во спирала на омраза, спирала на гнев, која ќе бидеме водени и од лични емоции и интереси, како што тоа е случај со Заев и неговите. И потоа државата ќе тоне дополнително се до нејзино целосно исчезнување. Вака, Македонија има некоја шанса. Почитувани членови и подржувачи, ВМРО ДПМН мора да се подобрува и реструктурира. ВМРО ДПМН треба да ги дефинира целите на своето идно делување, да ги подобри односите со дел од меѓународната заедница, во насока на заедничките цели и интереси, но и да формира автентична политика кон помалите етнички заедници, вклучувајќи ги албанците, кон кои мора да ги презентираме нашите верувања за заедничко живење во државата и да ги разбиеме стереотипите кон негативната кампања против нас во албанските медиуми, која беше свесно диригирана и темпирана во изминатиот период. Инаку, сега, на оние кои мислат лошо на Македонија, им е потребен поделен ВМРО ДПМН. Разнишан и тоа го стимулираат. Ние сме свесни за тоа. Зрелоста на членството е она во кое јас од секогаш сум верувал и знам дека ќе одолееме новие притисоци и нови игри. Нашата битка за Македонија не престанува овде. Напротив, таа доправа почува. Доправа сме и потребни на државата и на нашиот народ. Затоа што доправа ќе следат многу погубни чекори од страна на СДСМ, на кои мора реструктурирано и со нова енергија да се спротиставиме сите. Тука не е важен Никола Груевски, ниту било кој поединец од раководството. Јас сум спремен на се, на најподмолни напади, на лажни судења и обвинувања, секојдневни лажни вести за мене, буквално на се. Јас не се плашам од тоа, но и ВМРО не смее да се плаши од предизвиците кои доаѓаат, туку да им погледне во очи и да ја одигра својата историска улога. Следните чекори ќе ги правиме заедно, јавно и транспарентно. Јас само барам од вас да верувате во исправноста на нашето делување и одлуки, кои не се случајни. Ги следам внимателно повиците за виетнамски сценарија, улични борби или формирање на македонски терористички групи, или некакви други опции, или пак блокови со различни стратешки интереси и слично. Тоа се афектни пораки, кои не ја гледаат целата слика и се заради емотивен набој од неправдата која ни се случува на сите, посебно на државата. Но тоа не е решение. Тоа само може целосно да ја растури Македонија. Јас такво нешто нема да дозволам. И ако цената за тоа е мојата судбина,
тогаш нема никаков проблем. Еве ја. Драги пријатели, остануваме заедно како еден, сплотени, единствени, ние сме ВМРО, Демократска партија за македонско национално единство. Не заборавајте на нашите предци, ниту пак на подобратна иднина на нашите поколенија, за која сите ние посветено се бориме. Ке дојде брзо денот, кога ВМРО ќе се врати и ќе покаже зрелост и одговорност повторно да ја води Македонија кон нови успеси, кон нови подвизи. Ке дојде брзо времето, кога народот со гордост ќе каже: единствената опција за вас и вашите семејства за развој и подобар живот е ВМРО. Нека е среќен и вековит роденденот на нашата заедничка партија, на партијата во чии темели секој од вас се вградил и ја живее незината судбина како своја. Ова е последниот бедем на Македонија, не заборавајте го тоа. Да живее ВМРО ДПМН, да живее Република Македонија, да сте живи и здрави.